утринското будење и ние во нашата кујничка, во која што го правиме утринскиот ритуал и на кој што со Цеце наутро го дискутираме или да се најдеме на средина со вкусовите и оно со кој што сакаме да го започнеме утрото, но тоа најчесто се нели слични работи, а се разбира утринското смуте никако не е исклучено, меѓу другото и утринското кафе. Па така ќе биде и ова утро, изборот наш е да направиме едно смути, што би рекли чиста класика, јаболко, банана и нешто јаткасто, во случајот изборот е на бадеми, па ќе ставиме и малку чија и ќе го зачиниме со малку цимет. Мислам дека ќе биде вкусно, односно несомнено дека ќе биде така и ќе го подготвам јас моето кафе, Цеца го конзумира во моментов, а и утринското будење ни е тука. Токму така, веќе ви најавивме кој ќе биде нашиот соговорник во рамки на оваа рубрика. Ќе го поздравиме нашиот драг колега, кој што вообичаено вие го гледате на вестите на телевизија Телма, а ние го гледаме низ ходниците тука во телевизијата. Павле Беловски, добро утро. Добро утро. Добро утро, Цеце, како сте? Ние сме расонети, дали си ти расонет, кажи ни? Не, воопшто не сум расонет и еве цели 10 минути седам и пак си мислам како да ви се одмаздам за ова. Ти паѓаат очите? Не сум ранобуден ако немам обврски. Се надевам за вас да функционирате доцна навечер, како ние околу 10-9 часот со вестите. Предпоставам би било проблем да ве вклучуваме, така е? Апсолутно, да. Особено ако треба нели да станеме порано наутро, ќе биде проблем, но Павле, кога имаш вечерни вести и кога си ете така да речеме во таа смена, кога ти почнува утрото? Навечер нас ни почнува утрото, секогаш подготовките почнуваат уште доцна навечер, дури имаме Вибер група колегите кои ја користиме за редакцијски еден вид ноќен состанок, тоа е околу после 10 часот, затоа што таа е еден период кога голем дел од најавите за утрешниот ден излегуваат токму во после 10 часот на Македонската информативна агенција МИА и ги следиме, ги делиме на станите. А веќе денот завршува и од прилика се знае што може да се продолжи, што не може да се продолжи, нели што завршило како настан случување. Така што околу 10 часот, 22 часот ноќеска почнуваме со активности за утрешниот ден. Со подготовки за тоа. Утрото нас не ни носи ништо во информативната програма. Многу ретко се случуваат работи кои влијаат на тековниот ден, бидејќи морам да не знам кој не слуша или не, политичарите предпоставам не се во валата на работа, се уште рано е. Така што и тие почнуваат многу доцна со своите ангажмани. 10, 11, 12, 1 часот се закажуваат настани информативни од извршната власт. Судската е малку порано будна, ако можеме да направам некој пресек си овие години, ние знаат во 10 часот судење рочишта почнуваат во 9, така што тоа е нешто најрано што се буди во нашиот систем, тоа што ние го следиме. А на политичарите мора да им замериме доцна. Да, малку доцна е тоа. 12-1 веќе. 1 часот и тоа трае со години. А замисли за нас станатите во 5 часот и 30 минути, 12-1 веќе е поминал денот. Доцна попладна. Премислил толку години и ќе ве спомнам и дома често, нели, се надвор тоа што сме колеги и сме генерација, видам како успеваат овие делки прво да се така убаво да изгледат од Сабајле, јас не можам да се расонам до 10-11 часот. Се е навика, Павле. Да. На крајот од денот, нели, имаме со дете сме, Софија е керката му е трето одделение, така што понекогаш сме принудени да стануваме и порано. Особено Христина, да, за школа се подготвува баш во тој период. Тоа што значи сега во овој период Христина е повеќе за ангажирана за училишните и работни обврски на вашата Софија или и ти си подеднакво вклучен кога еве имаш, односно мора да станеш во порани утрински часови? Таа заминува на работа во 8 часот, така што се заедно им се поклопува заминувањето за училиште. Да. Така што таа обврска ја превзема Христина. Добро, Павле, и кога ќе останеш сам? Рок на јавноста, да, за вестите и за информациите. Кога дамите ќе излезат од домот, остануваш сам. Дали практикуваш појадок, кафе во некоја помирна средина или какви ти се тие моменти од утрото?
Никогаш не пијам кафе пред пладне 12-1 часот и тоа добро. секогаш во Телма. Често Строго со вас колегите, значи. Да, никогаш не, мислам и нутриционистички не сум согласен со тоа дека кафето помага при будењето. Физичка активност, да. Суширење, да. Меѓутоа, кафе не. Кафето го пијам како социјална димензија, дружба со колегите. Најчесто во Телма си колку веќе скоро втора декада, така што дома не. Дома знам единствено да подготвувам некогаш храна, но често ја земам со мене затоа што не избегнувам да доручкувам од Савајле. Не можам да кажам дека имам преголема телесна тежина, меѓутоа веќе согласно годините не е така, метаболизмот се губи, апетит. Ве гледам правите смути, Христина често знае да ни остави смути од Савајле. Меѓутоа не го подготвувам јас. Да, сите овие намирници преку денот, меѓутоа на едно место исто имам дилеми дека треба да бидат. Млеко, смокви, банана, тоа се Не правиш такви комбинации. Да, не, обично брзаме од дома, живееме динамично, сите мислам дека сте согласни со мене, да ве прашам сега вие дека правите дома смути во 5 часот пред да излезете до... Па во 5 не, ама и да гледаш во 7:20, да, и тоа секој ден. Ама во рамки на службата. И тоа не само смути, знаеш колку пати бомбици тука на брзина се ролат. Ке се изненадиш ако дојдеш во утринска, што се може во оваа кујничка, што би рекла Ивана. Да, што се немаме направено. Да. Како ги подготвувате работите. Да, Павле, водност... Да. Многу ангажирани сме овој период сега и утрата Софија за еден турнир во Грција се подготвува, така што работи од рано са бајле со шахот, решава одредени задачи. Еве Јона да ве поздравиме. Поздрав, Софија! Здраво, Софија. Тоа ќе ми беше и следното прашање со оглед на динамиката која што ја спомена Павле, а ние Софија ја имаме видено и тука и во студиото нели наше, во живо сме зборувале за нејзините успеси, за тоа како таа добро владее со шахот и нели честитки за сите оние нели медали, присуство и надпревари и турнири, па и во однос на таа динамика и во однос на тој баланс работата како новинар и активностите детски, односно со детето, не само на училиште, туку и да се води во една таква насока, навистина бара труд и време, а веројатно добро го балансираш тоа. Нашата маса не се трга шахот, еве го си стои од Сабајле, не е наместен специјално за утринско, овде му е местото. Сериозно, тамо се стои? Да, секогаш овде се стои на кујнската маса и секогаш наоѓаме време, барам јас кога имам малку време поигрувам со неј, инаку она има сериозен ангажман со шахот, мислам работи на сложени задачи, тоа се пазл ги викаат, комбинации, така, развива вештини, многу се учи, јас не можам веќе да ја пратам премногу е тоа сериозно. Веќе да, знае и многу повеќе од тебе, веројатно. Не, да, дефинитивно. Не, вака може малку да си пружиме куса и игра. Некој потек да направиш. Меѓутоа нема да ја победам. Да, се подготвува за еден турнир во Грција сега во четврток, патува и не на училиште, затоа е со мене дома. Да, и настинките владеат во овој период од годината, така што половина од класот е одсутен, меѓу кои и она со настинките. Софија, ќе им кажеш на овие две прекрасни мои колешки, каде ќе одиш во четврток? Каде е турнирот, Софија? Турнирот е во Грција, во Солун. Добро, колку денови ќе бидеш таму? Само ќе бидам 5 денови. Дали си подготвена? Да, секој ден се подготвувам и решавам. А на пауза ги пишувам домашните што ги праќаат на средничките. Браво, бе, Софија. И колку од кај нас, од Македонија, ќе одите на овој надпревар? Со колку другачи? Нема многу деца, само јас и уште 4 девојчиња. А ќе се надпреварувате против кого таму? Односно со кого? Против други луѓе што ќе видат. Од други држави? Турнирот е до 12 години, така што... Не. Софија, се слушаме? Да. Добро, што очекуваш од таму да се вратиш или кое место да го освоиш? Не знам. Сакам да бидам прво место, ама
Ќе се потрудиш с Ќе се Ќе дадеш се од себе, не се сомневаме во тоа. Да, ти посакуваме Одлично. многу успех Да. и се разбира ние и понатаму ги следиме активностите на сите оние кои што нели го практикуваат шахот во нашата земја, па се надеваме дека што поскоро ќе ти имаме пак во студиото да споделуваме ете значени и убави работи. Уште малку ќе се навратиме еве на Павле, само да ни најавиш кога денес доаѓаш на работа, дали денес ќе те Тоа сакам гледаме. да кажам да ме чека кафе на кафе во бидејќи толку ми должите за ова рано будење. Не е проблем. Нашите И појадок редакцијски може. нашите редакцијски состаноци се во 11, но тоа не значи ние веќе ја почнуваме комуникацијата, имаме Viber група, ги следиме нели на сите нови дигитални алатки, онлайн алатки, така што сме во комуникација со колегите. Колегата Аце веќе горе предпоставувам дека за Ги половина подготвува час ќе вестите, разговара да? за него сутринските вести, точно така. Така што секогаш Аце тој што не нервира и што го кудиме од Сабајле кога ќе пише во групата, има ова, има тоа, има. Ние уште не расонети, така што он прв го почнува денот, а потоа го наследува уредникот на денот. Денеска тоа е Марија Кивитарова колешката, така што од вечерта се веќе испланирани дел од работите. Ние останатите кои не одиме, како што велиме, не заминуваме на настана од утрото, нели не ни е предвидена работна задача, доаѓаме најдоцна до 11 да сме на редакцијски состанок, кај што дополнително ги утврдуваме работните задачи за денот кој следи. Меѓутоа, сега заради кафето што ми го должите, ќе дојдам околу 10 нешто. Баш да видиме. Добро, убаво си разговараме, стварно, да. Одлично, Павле, имаш кафе од нас, ако остане и од смутито, може и тоа, ќе ти се допадне, верувај, и ако има нели комбинација која што верувам дека никој не би ја одбил, така што ако остане, може и од тоа да се освежиш и добро да го стартуваш денот, поточно веќе го стартуваш, но да така да ти тече денот, се разбира и успешно, впрочем, нели добро е да е така на стартот на неделата. Секако ви благодарам, со иста мисла. Поздрав, Павле, Поздрав, убаво утро. Павле. Ден и поздрав Се гледаме за до некој Софија, час. да. Најубаво да гледаш. Поздрав и од Софија имате. Поздрав Софија, многу успеси на турнирот во Солун. Поздрав и за нашиот Павле.